почитуван председач со комисијата Бојан, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитуван македонски народе. Поднесовме амандман со цел да се набават 50 противпожарни возила во вредност од 615 милиона денара. И во една од претходните реплики од Социјалдемократскиот сојуз беше речено благородна идеја. Значи, идеја која во принцип треба сите да ја поздравиме, меѓутоа од тоа што го гледаме како Социјалдемократскиот сојуз реагира на вакви благородни идеи и како Министерството за финансии го одби амандманот, доаѓаме до заклучок дека ниту благородните идеи во ова собрање не можат да поминат ако доаѓат од страна на опозицијата. Имено околу амандманот се предлага да се купат 50 противпожарни возила, од кои 40 урбани за урбана средина и 10 специализирани противпожарни возила за гасење на шумски пожари. Во потребата од овие возила е евидентна. Значи, факт е дека возниот парк во противпожарните единици при локалната самоуправа, во дирекцијата за спасување, во јавното предпријатие Македонски шуми, ни оддалеку не ги задоволува потребите за борба против пожари и во урбани и во шумски средини. За да го потврдам ова, направив едно вака блиц истражување. Морам да кажам, податоците ми се вака од интернет, не ми се официјални, меѓутоа сосема јасно ја покажуваат тенденцијата. 2017 година сме имале 367 шумски пожари. 2018 година сме имале тука некаде 380 пожари шумски. 2019 година сме имале 402 шумски пожари. 2020 година сме имале 102 шумски пожари. 2021 година 142 шумски пожари. Ова се податоци кои на некој начин се поврзуваат со владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ. Одма ќе кажам, пожари имаше и претходно. Пожари има секаде, пожари многу веројатно, за жал ќе има и во иднина. Што треба ние да направиме кога знаеме дека имаме одреден проблем? И тој проблем не е само фреквенцијата на пожарите, тој проблем ни предизвикува штета во државата. Сериозна штета од материјални размери, меѓутоа и самите пожари представуваат и сериозен проблем за екологијата, особено шумските пожари, каде што се уништува шума. За после да се врати шумата тука е многу тешко, затоа што покрај горењето на дрвата гори приземната вегетација, се деградира и самата почва при посериозни пожари и пошумувањето на вакви терени е поприлично тешко, а самото обновување на шумата на одредени места и готово невозможно, природно. Во такви околности, кога знаеме дека и самата материјална штета, тоа што можев да го анализирам, во последните 5 години е некаде, во последните 5 години изнесува некаде од 60 до 70 милиона евра. Зборувам штета само на дрвната маса. Тоа се сериозни пари, само по основ на шумски пожари. Сега, ако ги споредиме со тоа што го бараме како средства за противпожарни возила во шумски услови, тоа што го бараме е многу малку. Настрана сериозната штета на екологијата, на биодиверзитетот и така натаму и така натаму. Зошто овој амандман треба да се подржи? Затоа што
Во пракса многу тешко оди синхронизацијата на разни чинители кои треба да се борат со пожарите. Законската регулатива е во ред, меѓутоа кога ќе се случи, да речеме, шумски пожар, многу тешко доаѓа до координација помеѓу јавното предпријатие, против пожарната единица, против дирекцијата за спасување. Уште потешко во последно време оди регрутацијата на луѓе кои можат да се носат со ваков тип на елементарни непогоди. Едноставно, се помалку луѓе се заинтересирани да помогнат во ваква ситуација, особено тие луѓе да бидат обучени за гасење на таков тип на пожари. Во такви околности, кога знаеме дека го имаме проблемот, мораме да се ослониме повеќе на механизацијата. Значи, квалитетни противпожарни возила, со кои полесно ќе може да се пристапи до пожарот и соодветно да се гасне. Традиционалниот тип на гаснење на пожари, каде што Македонски шуми, мештаните, секој кој ќе се најде на место гасеа, верувајте, во пракса многу затајува. Едноставно, луѓето се оттргнати од државата, луѓето веќе не ја чувствуваат државата и државните добра за свој и готово да не можете да регрутирате луѓе да помогнат во такви ситуации. И самиот закон веќе има рестриктивни мерки затоа што и не дозволува необучени луѓе да пристапат на гасење на пожар. Затоа мораме да се наслониме баш на ова проблематика. Купување на соодветна опрема која ќе ни послужи во вакви ситуации кога ќе имаме пожари и во урбани средини и во шумски средини, а во последно време проблеми ни прават и земјоделските пожари со палењето на страништата, остатоци од земјоделски култури и така натаму и така натаму. И тие знаат да се прошират и да направат штета. Општините имаат ограничен, лимитиран буџет. Јавното предпријатие Македонски шуми многу години наназад е во колапс. Едноставно, финансиски многу тешко работи. Затоа сосема е нормално да се повикаме на буџетот и сите како држава да партиципираме во набавката на овие средства, а понатаму истите ќе бидат, претпоставам, соодветно распоредени на институциите кои се занимаваат со оваа проблематика. Дека тоа е возможно, една од колешките пратеници кажа дека се набавени 14 возила и свечено се предадени. Значи, во тој контекст ние предлагаме да се набават 50 возила и уште посвечено да се предадат на корисниците и соодветно да можеме да се бориме со оваа несакана работа. Спомнав во дел од дискусијата. Пожари ќе има и понатаму. Да не се залажуваме, пожари има и во Европа, има и во Америка, има и во Австралија и знаат да направат големи штети. За да не ни се случува тоа, неопходно е благовремено да се реагира на пожарот. Најдобро е превенцијата, воопшто да не се случат пожарите, меѓутоа најдобро се гаси пожар на почетокот. Благовремено да пристапите до местото каде што е запалено било што и соодветна екипа со соодветна механизација да реагира, тогаш се најмали и трошоците и ресурсите и средствата потребни за гасење на пожар. Во ситуација кога цената на огревното дрво на пазарот постигнува енормни цени, 5000 денара за метар кубен, немојте да се сомневате дека ќе има и намерно подметнување на пожари, затоа што луѓето едноставно ќе пристапат кон шумата да се снајдат како знаат и умеат со гасење на пожари. Тоа не смееме да го дозволиме. Мора да се смени и политиката на јавното предпријатие Македонски шуми,
луѓето кои гравитираат кон рурални области, кон шумски области, да може да се снабдат со дрво. Тоа да не се злоупотребува за криминал, за препродажба на тоа дрво и на некој начин да го намалиме притисокот врз шумата и со тоа на некој начин луѓето да ја доживеат повторно шумата како своја и да ја штитат. Воспротивно, тешко ќе се бориме со вакви појави, а веќе кога ги имаме и кога ги констатираме, тогаш мораме соодветно да се опремиме со механизација, со противпожарни возила и токму во тој контекст е овој амандман. Да не должам, се надевам дека амандманот ќе биде поддржан од пратениците и овие средства ќе ги обезбедиме со цел оваа благородна идеја да профункционира. Благодарам. Ви благодараме на вас за реплика.